Гордана Селјановска-Давкова ќе се грижи за македонците и за сите граѓани. Овие другиве нит се грижија, нит ги интересира Македонија, ниту пак ќе ги интересира некогаш во животот. Разликата е тоа што професорката го грева гласот против неправдите. Таа е жена, пред секоја го почитува правото. Но многу е важно што секаде ќе ја представува Македонија, не само дома. Каде да отиде нашата професорка, верувајте сите, ќе ја представува гордо Македонија. Гордо и сите ние ќе видиме со исправена глава, бидејќи ние сме горд македонски народ. Што го прави Бутел горд? И се сетив. Дејан Георгиевски. Етеа едноставната формула за гордост. Кога сте вице-шампион на Олимпијада, а доаѓате од една мала земја, сигурно се сеќавам кога го пречекувавме. Сите бевме горди. Значи, ако сте врвни во спортот, тамо нема да има мали и големи. Истото е со културата, истото е со образованието, истото е со науката, верувајте ми. Ако како Дејан Георгиевски, сите во своите области се најдат тамо каде што треба, Македонија ќе биде горда држава на сите што знаат да се самопочитуваат. Оти Дејан заслужува само почит, ама и почит, и сигурно сите во светот го почитуваат. И сигурно сите прашуваат од каде е, и за разлика од нив, ние слободно и со ум и со срце можеме да одговориме од каде сме, и затоа сме побогати од нив. Пред неколку месеци се собрале во председателската вила Стево, Артан, Ахмети, Бујар Османи и Ковачевски во присуство на некои други луѓе, каде разработувале сценарио за измени на кривичниот законник и поширока амнестија за определени случаи, како и диригирани судски одлуки преку точни нивни инсталации, само и со цел да се направи штета на ВМРО-ДПМН, да се стимулираат луѓе да му напакостат на ВМРО-ДПМН, не водејќи грижа дека тоа е според устав или не. На таа средба не биле такви легалисти какви се прикажуваат во јавноста, туку единствено за што се грижале да изберат начин да се направи штета на ВМРО-ДПМН. Стево предначел во додворувањето на Ахмети, но и прецизно забележувал што треба да се испорача. Случајно или не, неколку недели по ова се испорача измените во кривичниот законник, но не се реализира целото ова сценарио составено од неколку правни преседани, единствено и поради трезвеноста на ВМРО-ДПМН. Расправата за тоа што било пред 10 или 15 години и за делови од времето на владите на ВМРО-ДПМН и коалицијата, пред толку време е расправа со духови. На народот му е главен интерес да се решат сегашните проблеми, сегашната грда реалност да се промени. Јас знам дека Стево го интересира што од сето ова ќе добијат само тие стотемина души од ДУИ, без оглед што ќе изгуби македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Излезот од сето ова, драги пријатели, е само еден, а тоа е масовно да се излезе на изборите и да се казни оваа завера против Македонија и граѓаните. Масовно да се порази ДУИ и СДСМ и нивните тајни договарања и раскрчмување на Македонија. Крстопат што си и сака светот
važno je, ti si ključo za sve.